Правопис за деца е бренд кој што функционира повеќе од 2 години. Во рамките на Правопис за деца се организираат низа работилници наменети за нашите најмлади. Ова утро разговаравме со Кристина Дуковска, која што е основач на Правопис за деца. Кристина, добро утро. Ти благодарам што одвои малку време за нашите гледачи и да објасниме за тоа колку е важен правописот за нашите дечиња. Правописот според мене многу важен и тоа не само од аспект на правилно и убаво пишување. Јас секогаш велам дека брендот го основав пред се со една цел да негуваме и да стекнат децата некоја поширока љубов, свест за мајчиниот јазик, за јазичната писменост. Но сето тоа да не биде на оној начин како што тоа се учи во училиштата, што веројатно некогаш веќе им е издодевно, туку да биде преку игра, преку раскажување приказни, да им биде забавно, затоа што така најлесно се учи и најдолго трае тоа што ќе се запамети на тој начин. Кристина, повеќе од 2 години организираш работилници. За кого се наменети овие работилници? За која возраст? Значи, дали се тоа за дечиња кои што веќе знаат да пишуваат или можеби дечињата можат и кај вас да научат да пишуваат правописно и како што треба? Така. Имаме како 3 групи работилници, односно 3 групи во смисла дека се наменети за 3 различни возрастни групи. Најстарата возрастна група се деца, да речеме, од некаде 3-то до кај 5-6 одделение, кои што веќе знаат да читаат и да пишуваат, знаат и одредени правописни правила и со нив баш работиме на некои покомплексни правила, граматика, работиме некогаш и нешто поврзано со македонската книжевност, што е во рамките на нивната наставна програма, но е како едно надополнување, од она што го учат во училиштата. Потоа имаме работилници кои што се за деца што туку што почнуваат да читаат и да пишуваат, да речеме некоја рана школска возраст, кои што се повторно насочени во тој поглед на совладувањето на азбуката, препознавање на буквите, убавото пишување, што го споменавме. И имаме една група на работилници кои што се за помали деца, кои што не го познаваат јазикот преку читање и пишување, но со нив го учиме на некаков поинаков начин, преку креативни изработки, зборуваме кои зборчиња се правилни за употреба, кои не. Значи не работиме директно со читање и со пишување, туку повеќе им го садуваме интересот за јазикот на оној начин на кој што ти работат, да речеме, во градинките. Како изгледа една работилница, еден ваш час и колку време трае? И каде се одржуваат? Ова е се е различно, значи јас се трудам секогаш работилниците секоја да биде различна. Нормално некои практики и методи ги повторуваме, но најважно ние секогаш да понудиме нешто ново. Секогаш е тематиката различна област од јазикот. Сега веќе во овој предпразничен период гледавме да ги поврзаме со целата таа магија, атмосфера и слично. Исто и должината е различна во зависност од возраста на дечињата. Нормално дека маливе дечиња не можеме да ги држиме повеќе од 1 час и покрај тоа што секогаш и тие работилници се и подинамични, се трудиме сепак да не го имаме тоа време од 1 час за тие да се остане нивното внимание, и интересот. Оние што се поголеми деца веќе траат од час до час и половина, но час и половина е значи она што максимално може да трае една работилница. Ги одржуваме на различни локации, во тие што се за помали деца во игротеките низ Македонија, за поголемите деца ги одржуваме во некои едукативни центри, исто така имаме една многу убава соработка со Буква, како еден простор кој што го поврзуваме и со книгите и со такви некои книжевни настани. Таму исто така имаме одржано неколку работилници и имаме една предстојна оваа недела. Токму тоа да најавиме, значи во пресрет на новогодишните и божикните празници се случува една новогодишна работилница. Каде ќе се случува, како ќе изгледа и за која возрастна група и каков е интересот за овие работилници? Значи тоа ќе биде оваа сабота на 20 токму во Буква, со почеток во 11 часот. Така и ја насловивме работилницата Учиме букви во Буква. Всушност и лани пред Нова година правевме една слична работилница. И ова во целиот тој, да речеме, празничен дух, решивме да направиме хуманитарна, така што средствата што ќе бидат собрани преку влезницата за учество на работилницата ќе бидат донирани за набавка на пакетчиња за деца од социјално ранливи групи.
А како поголема мотивација, нели, што повеќе дечиња да дојдат, имаме и една специјална новогодишна лотарија за сите учесници, која што е поддржана од наши пријатели, мали бизниси. И инаку интересот е навистина одличен. Има многу родители пред секој, многу не поддржуваат и сакаат да ги носат децата на работилниците. Мислам дека го препозна она што го правиме, дека е навистина корисно за нивните деца. Добро е што често добиваме покани од училишта и библиотеки, така што мислам дека можеме да се пофалиме дека имаме супер интерес. И сега во пресрет на 2026 година, кои се идните планови за направовки за деца, можеме ли да најавиме некоја следна работилница по новогодишните и божикните празници и можеби отворање на ваше катче каде што ќе може веќе дечињата кај вас да доаѓаат и да учат правопис, значи не само убаво пишување, туку и да го учат каде треба да се стави запирка, точка, голема буква и така натаму. Да. За сега решивме јануари да го одмориме од работилници, зашто декември ни беше премногу интензивен со настани, но затоа подготвуваме една линија на едукативни производи кои што повторно ќе бидат насочени во учење, во совладување на јазикот и на јазичните вештини. Некои од нив веќе ги пуштивме во новогодишните пакетчиња кои што ги продаваме во текот на овој месец. Катчето е секако една огромна желба од моја страна и се надевам дека 2026 година ќе ни ја оствари таа желба. Благодарам.